Mission X блесна во сиот сјај што може да го произведе неговото величество автомобилот, покажувајќи дека и следните 75 години ќе бидат исполнети со подеднаква возбуда и уште посилни перформанси извлечени од современата технологија. Но пред да се препуштиме на техничките шпекулации, бидејќи не се откриени многу детали за погонот, треба да се восхитуваме на скулптуралната појава на Mission X. Поставен на миѓоскино растојание, речисти идентично на 918 Spider, има карбонска каросерија и, како што е најавено од куќата, двојно поголем потисок на каросеријата од 911 GT3 RS. Овие податоци се од голема важност, бидејќи во приказната се вклучени две легенди на Порше. Пред десетина години 918 Spider беше еден од трите нови хиперавтомобили кои докажаа дека електрификацијата не е само посветена на екологијата. Тоа е првиот автомобил хомологиран за секојдневна употреба што го помина Нордшлајфе на Нурбургринг за помалку од 7 минути. Mission X е пократок, но поширок и повисок од рекордерот. Визуелно тоа е многу различен автомобил со многу фасцинантни дизајнерски елементи. Највпечатливите од нив се големата лесна купола што се протега над кабината и вратите во стилот на возило од серијата Le Mans, со вистински стил на хиперавтомобил. За сега официјално е само концепт, но повеќе од јасно е дека во следните години тој ќе биде една од гордостите во гаражите на хипербогатите колекционери. Првиот аргумент на Porsche Mission X е дека има повеќе од 1700 кг потисок при брзина од 285 км на час, а другата е да поседувате сооднос на сила тежина од приближно 1 коњска сила на килограм тежина. Се нагаѓа дека ќе има 1521 коњска сила. Ако е така, тогаш би бил тежок неверојатни за електричен хиперавтомобил само 1521 кг. Во внатрешноста поставени се школкасти седишта изработени од јаглерод со различни бои за возачот и за совозачот, колку да се знае кој коси, кој вода носи. Има повеќе камери за снимање на акцијата. Не е познато колку електрични мотори ќе има, но јасно е дека батеријата ќе биде сместена зад седиштата, исто како и во најавениот електричен 718 Cayman. Porsche откри дека електричната архитектура од 900 волти ќе му овозможи да се полни двојно побрзо од сегашниот Porsche Taycan, кој е еден од електричните возила со најбрзо полнење во светот. За автономијата нема нагаѓања, ќе треба да се почека кога убавиот сон ќе стане јаве.